Никац, ти во 3 работи можеш да си победник. Ајде, Собирање ево. сликички, турнир во собирање сликички, фудбалери, па и може и фрозен. Играње джамли умало и фаќање желки низ парк. Ама во сите 3 пријатели да си победник, пак никој нема да те пречека нешто свечено, да ти се поклони. Мене свечано уште дома ме пречекуваат, само и тоа ако ме нема над 6 месеци. Не, за ваков пречек ти збор. За ваков пречек треба да си заработиш. Ева, никад историјата е спишена, за жал не е од твоја страна, туку од Дејан Георгиевски. Со златни букви ова момче ја испиша македонската таеквондо историја. Почнавме го пуниме авионот за Токио. Па конечно, брат, веќе вториот македонец, прв македонец, ама да речеме втор, наш репрезентативец со обезбедена олимписка норма. Ова му успеа на таеквондистот Дејан Георгиевски, откако на квалификацијскиот турнир во Софија го победи, ни помалку ни повеќе олимпискиот шампион никад си заслужено Дејан по на се што го собира изминативе 3-5 години. Вакви слики да му гледаме, а ќе го седнеме и овдека богами и пред, а зошто не и после Токио со некоја медалица, да се цакли на нашиве рефлектори овде. Јас сум сигурен дека Георгиевски нема само да биде учесник, дека ќе не израдува со медала и самиот најави дека во Токио оди по златен медал. Така да покрај борачот Нуров, рековме Георгиевски е наш историски пласман после децении обезбеден за било кој спорт олимписки во Македонија и голема шанса има и Емил Павлов е најблиску да стане и третиот македонски репрезентативец со олимписка норма во Токио. Инаку ние сме вака како држава, кога ги погледнеш сите спортови, треба една посебна олимпијада за креативност и толкување у спортот. Кај нас само прашање кој спорт ќе надвладее тука. Тука победува клупската кошарка. Моментално приматот нема конкуренција, иако мислевме дека прва фудбалска лига владее и ги надвладува буквално сите прволигашки конкуренции, со кошарката немаат ништо приближно. Да, кај нас се носат правила по 3-4 пати во сезоната. Како ти одговара, бе, царе? Си валјот барабанче, некој се врти, нешто се влече, што денеска да воведеме, што да извадиме, така да еве сега... Така и судбината се крои на тие што ќе испаднат, на тие што ќе останат у лига. Така, кога сме кај тие што ќе испаднат? Плеаут лигата интересна, тие гледам кошаркарска, посебно што бруи буквално социјалните мрежи брујат кога во прашање е плеаут лигата и битката за испаѓање, каде најслабите, да речеме, 4 екипи во првата кошаркарска лига, тука е Кожув. Кожув, да не заборавим, има 10 победи во регуларен дел, се бори против Црн Дрим, кој што заврши последен во регуларен дел. Така, може би и Црн Дрим ќе обезбеди, бидејќи ние го снимаме ова не во петок, туку 2 дена претходно. Па така да, ова е основниот дел на Црн Дрим, каде може да се примети една победа против МЗТ Скопје 2 и уште една и на крај. И последната на крај, кога више одлучија некако чудесно никад да може трансфери да се прават и после трансфер период, пред вакви клучни надпревари и битки за опстанок. И Црн Дрим прилично си го наполни ростерот. Успева, брат, со 2 победи да дојде да се бори со еден Кожув кој има 10 победи во основен дел, да го тепа, зашто се засили прилично со добри странски имиња. Да, можеме и тоа да го видиме. Може да видиме како изгледа домашната кошарка кога ги коментираме и анализираме ваквите надпревари. Еве, на мечот Кожув Црн Дрим, овие што давале поени, гледаш ли македонски знамиња таму? И тоа е интересно, до лани никад дозвола странци имаат 2 на терен, 3 у ростер, а за плеаут лига имаме 4 странци дозволен. 4 пријатели и 4 странци дојдени неодамна. Еве ги што прават, знаеш што се странциве за нашите млади кошаркари никад? NBA. Двајцата кај Црн Дрим
19 и 28 поени, пола поени од Црн Римово не ги дале. И сега еден клуб што го нема никаде цел регуларен дел ќе си обезбеди опстанок, ќе видиме, збориме, ова е после првиот меч. Може би веќе има обезбедено во овој Иако момент. објективно ги гледаме и нормално навиваме и за двата клуба, немаме тука пристрасност, но Меѓутоа, што се правилата случува мора да бидат утврдени унапред никац, а не да се кои што би биле во корист на македонската кошарка, домашната и кошарка. настана пандемија и цела пандемија, цела Европа влада и светот, ја така да спомнавме. нема алиби никац. Ја спомнавме и домашната фудбалска лига, од кога ги видовме сите работи кои што сезонава се испослучија, испаѓања, пласмани, Так, и спасувања официјално да се клубови, каже дека Вардар чудни е во- офседи, чудни пенали, уште почудни картони. Сега веќе дојде ред да видиме една сума сумарум, барем табелава пред крај да ја погледнеме како Па барем изгледа. она што Да. Уште едно коло има ми се чини до да, крајот. да, 15-16 кога се игра, битно се знаат Вардар и Беласица се новите Вардар и Беласица првоиграчи. во времето на Батеване играат дерби кој да биде шампион, наредна година повторно ќе го гледаме ова дерби. Брегалница и Скопје. Меѓутоа за жал ќе ќе бидат го гледаме на нивно во, место. во втората лига, за жал ова дерби ќе А го како гледаме. ти се чини никад с позициите за излез во Европа? Шкендија више добро, дефинитивно без Шкупи. конкуренција и титула си освои. Веројатно Струга, освен ако последното коло не Шкупи и донесе. Струга се подредија. Добро, Шкупи веќе цела сезона, Струга посебно пролетниот дел нагази. Кој да игра Европа, нека помине прво коло, да не ни се смеат естонци, луксембуржани. Ти сакаш научна фантастика. Смеим се, Тоа смеим е се. тоа што да кажеме за прва лига, све е кажано. Смеим се ти на Жално, овие. но вистините, минатата година Вардарци никад беа шампиони, а оваа година се селат во втора лига. Во ранг подоле. Инаку ти не им се смеи многу на овие, пошто може Шкендија и со Барселона да се падне у квалификација. Додуше добро, Шпанците не играат квалификација, ама Барселона како тргнала. Ќути брат, дај да ја скокнеме Барселона, што викаш? Не мора да жити скокнеме. се. Не покрај Дај ваква осте, нека фотка, се ние ќе реши. скокаме. Пуштај Тончи. Дај нека се реши брат, сврти се, момче. Да, добро. Точно после ремито со Леванте никад буквално бе ваков. Не знам, ти веројатно е ликов ваму. И заслужено се радуваат. Ја не знам што поише сакате. Мадригјани, Атлетико бе. Искотска 13 бода. Требаше да ја тепате Гранада дома, изгубите. Знаеш што сакам? Едно ќе ти кажам, брат, не можам одбранава да е дефинитивно такво пливање у одбрана немаме видено како што има сезона во Барселона. Пике требаше да се наметне како лидер. Пике никогаш не може да биде Пујол. Тончи, пушти да му кажам што јас сакам да видам во еден играч. Посебно во делот на дефанзивата. Овој играч ние откако го немаме никад, Бога ми. не можам да се пофалам дека во Види го, Барселона брато. одбраната е на високо ниво. Имате Ваков колјач, каде што Пујол става глава, денешниве дефанзивци у Барса нога се плаша да стават. И се од кога го нема Пујол се гледа уствари што значи од Пујола, што е Пике. Ова во Пујол одбраната. замисли го прави на игра со пријатели, дали тенис или фудбал, што и да играл овде, можеби серва, буквално брат, човекот си иде до крај, не штедејќи ги силите и на Овој го една зимаш, друштвена овој го игра. зимаш у папска туча, го зимаш по жена кога идеш, Пујол. кај да имаш опасност, низ минско поле кој треба ти се Не, очисти јас него, викаш. само сакам 50% од него да видам у одбраната на Барса за да се врати онај стил на дефанзива. Со оваа дефанзива за некоја година може и вие да ги осетите благодетите на Лига Европа, кои што по се изгледа ќе ги осети кај да е Јувентус. Па бога ми брат, после поразот од Милан, Јуве ќе стравува за Лига на шампиони, а? Тука треба се реконструира тим, треба тренер да се бара нов. А инаку кога спомна Лига на шампиони Јувентус, толку време се надева дека конечно секоја сезона нив им е оваа кога ќе се освои Лига на шампиони. Лига на шампиони, знаеш никад, они на што се надеваат. Они сањаат да освојат еден значаен трофеј од Лигата на шампионите, али последен пат кога освоиле Лига на шампиони, тоа изгледало вака. Да видиме, Тончи.
ова е трофејот на Последниот трофеј на Јувентус. Јувентус у Лига на шампиони. Леле. И ти после еден ваков трофеј сакаш трофеј во Лига на шампиони Јуве да освои. Освен во Антика. Биле во група со Теба, со Спарта и со Викинзина на Хогар. Чекај, царе. Ти немој ти за у Италија да ми кажуваш за трофеи, бидејќи ти си така далеку од еден трофеј елитен, што просто не можам да ти се изначудам. Ти кога ми збориш за трофеи, кога ми споредуваш конкуренција од Италија. Каде е Лацио, бе, брат? Ти стравуваше дали ќе останеш у Лига, дали истите газди ќе се задржат у Лацио после прогресот на втората филијала на газдата на Лацио, каде што во дилема е дали едниве или другиве да ги задржи. Мора искрено ти кажам, како не продае Наса Салернитана да си ја земе. Пошто нели законите у Италија викаат не можеш две екипи да имаш, да играл у Македонија, може и три ќе можел да има. Салернитана после 23 години во серија. Да си ја задржи Салернитана, да си отиде у Салернитана, барем едно 5 души од Лацио да собере, да ги собере оние Патрик, Фарес, Ведат, сите тие и а Лацио нега го остави да го земе кој сака, на пример некој што беше блиску да го купи Лацио 2013 година, ама Лотито рече не, ајде Тончи да видиме. Еве ти гледа, Лотито што рече Лацио not for sale и не ти го горе датумот 22 април 2013. Не ти пише шејкот Калид Ал Шоалби. Сакал да го купи Лацио за 80 милиони. Лацио тоа немаше некоја преголема вредност. Кратеше маките последниве 8 години дефинитивно, а маките бога ми немаше сега да ги имаш во умејки се дали Лацио, дали Салернитана да ја продат. На крај ова да се случеше, ќе беше полуфинале на Лига на шампиони ПСЖ Лацио, а не ПСЖ. Да, ќе смрдеше и на пластика и урим, ама ќе ти беше убаво признај, Која пластика, не може на пластика да смрди едната и единствено оригинална римска екипа. Не, мене ми се при ова симпатични Салернитана, брат, од тимов серија Белигашов, кој успеа после 23 години да се врати во една серија. И Салернитана припаѓа на она стара серија во која што беа Перуджа, Виченца, Пјаченца, Венеција, такви екипи. Ги памтиш ли легендите на Салернитана кои излегува и го облекува дури национални одреси, сега се онака ги памтиме по и какви што играчи нема у сегашнава серија, можеме да ги видиме Тончи. Ајде. Салернитана. Давно некада. Види. Дженаро Гатузо. И овој го препознаваш ли, овој Джанкарлово овдека? Брат, не, Ди Баджо. Марко Ди Вајо. Како Роберто Баджо ми е, брат, уште реп му фали тука, нели? Ударамалце. Тоа се тие кримоси, тие крими фаци. Гледај ти Салернитана што била. Имаш еден, овој види го, као италијански бос у подем, а овој оној на улица што ги врши ситните оние прљави ствари за босот на улица. Не го прочешлав тимов на Салернитана моментално, али после еден ваков успех, брат, и у серија ќе излезе некој нов Гатузо, верувај. И ја поддржам и Лацио, мал за да ја појача Салернитана со некои своји играчи. Кој ќе ги купи, не знам, брат. Сигурно Лолито ќе си ја фати страната на Лацио. Не е Лолито, бе, Лотито, не е тоа Лолита, оној филмот. Знаеш кој филм? Лотито со Т, мајсторе. Никад на маките твои нема крај. Маките мои се почнати, брат, у септември 2009 кога те упознавам тебе. Не, мислиш 90-та. Кога си се родил? До 2009 се живееше некако, се живееше. Кога доаѓа делот, брат, да видиме колку... И во 2009 отишов во су кукурус. Колку всушност ти ги препознаваш над преварите, прогнозираш, колку добро котираш на таа сцена. Одмаглам што сакаш, Еве, искрено, јас не проверив што си фатил, што не. Ја немам компири. Ја ако треба по една ќе фатам, али компири немам. Границата, значи, тука е. Ти треба ПСР теза да поминеш ти граници, затоа се држиш, брат. Не вакциниран си, не пелцован.
И тоа е тоа, не знам што се чудам ја, зашто одедна ти не можеш поише да Рече фатиш. човекот што 3 компира има. Видиме Милан ги гази Јуве брат 0-9, вие мртви не можете да гол да направите. Ја, значи, кажи после дека немаш среќа дека од негде некој не те гледа и си кај овој грео тај да. 3 ја пиша. 25 ти беше квотата, он 3 ја пиша. Си имал билтен дека е 3 бе, ќе провериме. Билтенот дома ми е. Абе, сигурен сум милион посто, брат. Значи, кога додаваш кај тебе, тоа по дефолт значи кратиш кај мене, така? Да, бе, да. Уште и ова ти е малце. Кај сум фатил една со 3 коефициент. Сигурен дека си ми скратил, брат, зашто ја види, све ми се двојни типови, брат. 2 од 2, 2 плюс, x2, 2, 4, кецу, кец, 3 плюс. Ама 3 утакмици ти себе, мајсторе, ти подели го 19 на 3. Ветувам, ќе ги проверам потиве. Провери си ги. И ако у случај фатам проневера, има да висиш како на бесилка, овде ќе ти направи тончи една фина слика. Ја да проневерувам, ќе бевме исти до себе, нема да оставам 19-3 да се гледа минимално дека. колку да држиш разлика, Да. ајде да видиме Тончи каде е таму. Па да, блиско е. Блиско е. Ти треба и за оваа емисија требаше солна киселина вака да ти дам, брат, да ти ги скратам баките и ајде. Давај ќе остане некој само тебе да те гледа. Пуштај да после. видиме што си спремал за следно коло. Еве го, Никац. Атлетико Мадрид, Осасуна, намерно ги става Јорганџиеве за да ме нервира, за да не знам што да ја типувам. Зашто сигурно не сакам да тепаат, титула. а бркаат и... Ајде, кажувај прв, ајде. Кецу кец 3+. Уф. 1x од 0 до 3. Овде има следна Билбао Реал. Реал ќе фаќа последен воз. Билбао му е најнезгодно гостување. Мада у прошливе у Билбао добро проаѓаат. x2 од 2 до 4. Кец X и 2 до 4. Сензација малиот сака да приреди. Челси Лестер. Финале ЕФА Куп. Борба за трофеј. Тухел за прв трофеј и Лестер за да заокружи фина сезона. Па не само фина сезона, брат, и одамна нема трофеј, не се. Гол 3+, ајде. Гол 3+ и добар коефициент. Кеци 2+. Да, шанса, значи. Добро. Јувентус Интер. Да, Јувентус се коле за 4-то место, ама Интер као негов непријател дали ќе му дозволи. не знам, брат, Италија све и Баш свашта види се. коефициенти во случува плафони и- еднив и другиот. И буквално може да се деси све и свашта. Да. Гол прво. Гол прво. Да. Добар. Гол второ. Моја. И еве ти ги Майнц. Дортмунд. Оваа ќе играм 2 од 2 и 4+. 2 од 2 4+. Да. И момак. Добар. Јас оваа одам двојка и 2+ прво полувреме. Двојка и 2+ прво. Да. Игра ризично. Него никад стеши се, брат, не си сам. Дури и фановите наши, бога ми, ретко кој поголил нешто по коментарите од минатата емисија. Кој да очекува, бе, брат, дека... Теши се, не Кој да си очекува сам. дека Агуеро онаква глупост ќе направи? Таа Да, глупост ти овозможи тебе да ја фатиш утакмицата, а мене ме скина. Зашто, Кој бе, да брат, очекува? јас имав таа X2 и од 2 до 4, бе. А јас ја имав кеци од 2 до 5 и на 1-0 утиња пенал за 2-0 кај што веќе си и во кецот и во 2 до 5. Ти ќе ја сањаше таа. Многу ми падна на Барса под коментарите, така. Али имавме двајца што ни се издвоија вака, Марко Велковски од YouTube Што погоди пише дека Марко? Барселона со Атлетико X ќе заврши и дека Сити ќе изгуби од Челси. Па добро, брат, и ја за Челси знаеш, ти реков уште емисијата. дека- Да бе, ти све И рече, типот си го ти фатил, све бе, рече. знаев дека Челси нема шанси тука да испушти. А зашто? Никола Пео за малце, он ти пуша дека и Сити и Барселона ќе изгубат. Барселона се извлече 0-0 со Атлетико, а Сити изгуби.
Другите сите кон нормален народ очекувавме дека Сити ќе победи. Да, ја еве сега покрај коментарите што очекуваме и што да прогнозираат од овие надпревари што исто и ние ги третиравме, дај дека се разврзе некоја конверзација имаме у првенствава интересни разврски во многу лиги се. Не се знае никаде кој уште ќе фати местата за извест во ЛШ, кој ќе отиде во Лига Европа, во Англија уште неизвестно, во Италија, во Шпанија исто има битка, Како сакате и Турција ќе фатиме и таму. И Турција и таму последно коло следи, а се судат у последниве две кола секакви пенали, секој губи. Дали од некое па скроз друго првенство што ви се гледа интересно, пишувајте ни кој мислите дека ќе отиде во Лига на шампиони, кој ќе извиси, кој ќе иде во Лига Европа, кој ќе испопаѓа, па да видиме тука кој како размислува. Шер не би било, нели, лошо. Претплатете се на YouTube. И на крај пред да затвориме денешната емисија. Имаш уште нешто? Па да ги поттикнеме што и да се случува да не го губат спортскиот дух како што тоа не го прави една многу елегантна екипа од Србија. Тончи можеме да ги пуштиме, ова е Пролетер. Не знаеме точно од кое село е овој Пролетер. Какви стопари, гледате, екипата се гледа дека вложува во млади кадри, просекот е 53 години некаде во тимот. Гајби посебно се препознава по голманот дека пред утакмица има странена пола гајба. 0-15 се изгубиле 18, 7 изгубиле 0-12. Ама дерби играле со извидџаш. Ама забележливо е дека последниве две утакмици ја затегнале одбраната 4-0 и 8-1 пораз само. Една цифра ни се двете и дури и гол е постигнат. Значи, одбраната затегната. Браво. Така да, момци, што и да правите, рекреативно, аматерски, професионално, гледајте се на браќата од Пролетер и газете. Барем веруваме дека имаат добра дружба после утакмица, голманот сведочи за тоа. Да се исплаче 3 промили у сузата веројатно има.